Добро вечер, почитувани гледачи, гости во студиото на ТВ Нова вечерва се актерите Арна Шијак и Роберт Велјановски. Добре дојдовте. Добре најдовме. Добре ве најдовме. Јас, како и минатиот пат, ќе кажам дека ова е една од моите најдраги телевизии која што за многу краток период на постоење, навистина незините дострели тешко ги следат овие телевизии што се со постара, да речем, со подолг стаж. Благодарам на убавите зборови. Ве поканив да продискутираме за неколку важни прашања од областа на културата, бидејќи откако дојде животот во Македонија, токму во оваа сфера се случија повеќе настани кои ја брануваат јавноста. Еве ќе набројам неколку за почеток како загревање. Во текот на емисијата ќе имаме шанса да зборуваме подетално за секоја од нив. По 10 години нема да биде доделена државната награда 23 октомври од репертоарот на Македонската опера и балет е симнат мюзиклот Тајно моја во чест на Тоше Проески. Во Драмскиот театар е одложена представата Папагалот Историко во режија на Љубиша Ѓоргиевски, каде главна улога игра Владо Јовановски. Може би најсилно од сите овие реформи, по наводници го ставам зборот, прозвучи најавата дека се преиспитува потребата од постоење на Музеот на Македонската револуционерна борба. За сите овие прашања веројатно постојат аргументи и про и контра. Јас освен Арна Шијак и Роберт Велјановски вечерва во ТВ Нова на ова што треба да биде дебата, поканив и представници на новите раководства на најголемите театри во земјава. За жал одбија да дојдат поради, како што рекоа, други предходно планирани обврски. Се надевам дека и во овој состав ќе успееме да направиме емисија интересна за гледачите. Дај Боже. Арна, не сме те виделе одамна, барем јас лично, на ТВ екраните. Во која фаза си од твојата професионална кариера? Состојба на шок или животот е прекрасен? Споменувам наслови од две твои остварувања, Црната комедија на филмското платно од пред неколку години, она балканска копродукција, или представата во МНТ на Морфов, која е многу актуелна во Македонскиот народен театар во последни оваа и минатата. Животот е прекрасен, иако во состојба на шок сме неминовно и никако да се извадиме. Но животот е прекрасен сепак е мојот одбир за битисување во моментот. Имавме можност да работиме во Македонскиот народен театар, се случија многу убави проекти од неговото отворање, па до ден денешен. Зборувам за новиот театар, значи од 2013 до сега. Да го имаме еден маестро како Александар Морфов е многу значајно, кој што успеа, предпоставувате дека има голема актерска екипа, звучни имиња, меѓу сите колеги. Представата е поставена лани. Веќе една година играте, Меѓутоа успеа сите да не извади од нашите комфорт зони, нешто што предпоставам дека на секој здрав човек му е нужно, заради себе преиспитување, заради реинвенција на самиот себе си, со премиси кои што и такако кореспондираат со денешното општество, бидејќи театрот сакале не икеле се актуализира. Така што животот е прекрасен, можам само на публиката да го препорачам, да го вкуси, а не и наетливо да се опира, бидејќи имаше, колку што се сеќавам, и такви дури струјања кога беше премиерата актуелна, да некои дури на непрочитан текст ја прогласуваат за ваква или за онаква, режимска или не знам каква. Тоа беше малку Како се знае новото раководство, има промени во репертоарот, што се случува во МНТ, што е ново? Играте нешто, се подготвува нови премиери, нови представи? Се уште е свежо и таза за да може да се осетат некои драстични промени, бидејќи ВД директорите што се во моментов кај нас во театарот се кусо време, значи летово само и сега некој месец. Ете една убава одлука за нашиот ВД директор Дац за поздрав што би ја издвоила, тоа е конечно затворање на театарските порти во 5 до 8 часот, за да не се одлагаат. Да се дисциплинираат непослушните посетители, оние кои доцнат. Така е, што ете фина воспитна мерка за разлика од таа една друга воспитна мерка во театар комедија која што исто сите ја разбравме деновиве, сметам дека не е во ред. Зашто станува збор? Лишувањето например на неползувањето на бесплатни билети за нивните представи под нели идејата дека така само ќе се врати идејата како треба културата се цени и есапи.
бесплатни билети Се укинуваат за градски студенти и- не, за студенти и за средношколци, она што беше мерка од претходната влада, средношколска среда Крајно и доблесна и- слободен четврток како бесплатен ден за студентите да може да ги посетуваат сите театри во Република. Мора веројатно да се тргне од нешто. Се разбира, да. Прашање реформите. А најдобро е секогаш да се тргне од онаму кај што се парите. Така, Роберт, освен во бројните театарски улоги, во долгогодишната твоја актерска кариера, ќе ве прашам ако не ви пречи на почеток да не ве персирам, Најслободно. за да Секако, оди да, полесно да, може. емисијата. Нели на сцената на твојот матичен театар, со драмски театар, беше и во друга функција, со оваа институција раководеше без малку цел 4-годишен мандат, нели? Ако не се лажам, во декември требаше да ти истече, сменет си летово. Да, мандатот требаше да ми истече на 28 ноември, а сменет сум на 25 јули, ако имаше обид за смена на 24 јули. Ние бевме на колективен годишен одмор, јас бев во Струга. Еден ден ти го продолжија мандатот? Не, ништо не ми продолжија. Меѓутоа, према предавањето официјално беше на 25 јули. Но имаше и причина за разрешувањето. Објаснувањето беше, цитирам, Министерство за култура, Велјановски, според наодите на инспекцијата, не спроведувал постапка за реаудиција, незаконски издавал простор од објектот кој е собственост на државата, а чии договори за закуп бил истечен пред 2 години, не водел евиденција за работното време и годишната програма на театарот ја усвоил без согласност на управниот одбор. Да, тоа е официјалното образложение на Министерството за култура. Точно е дека имаше инспекцијски надзор. Јас сите овие забелешки од инспекцијскиот надзор упатив една забелешка до инспекторката. Она што е многу карактеристично е што јас, да речеме, инспекцијскиот надзор се случуваше некаде средината на јули, 11 или 10 јули. На 15 јули добив решение во кое што инспекцијскиот надзор, односно инспекторот, ме задолжува во рок од 30 дена да ги отстранам сите недоследности. А сменет сум само 10 дена од како го добив тоа решение, во кое што сум задолжен да ги отстранам недоследностите. Тоа е едната страна на медалот. Втората страна на медалот е што знаете како кога луѓето пишуваат нешто, треба да бидат сигурни во она што го пишуваат. Решението за разрешување на директор е акт законски и тоа е многу една сериозна работа. Јас во моментов сум покренав судска постапка, затоа што ги оспорувам сите наводи по кои што сум разрешен. Кој е оптужен, Министерството за култура? Министерството за култура, да. Тоа е работодавец тоа спаѓа во работни спорови според закон за работни односи. И бидејќи вие глумците немате апанажа веројатно, сега си актер во матичниот театар? Не, јас сум си актер во матичниот театар. Генерално апанажа имаат само функционери кои што се избрани, ако не се лажам. Јас бев наименуван функционер и затоа се вратив во својата, односно остана во својата матична куќа како актер. Што има ново во драмски сега со новиот директор и промени во репертоарот, освен ова што беше, да не употребам пресилен збор, да не речам скандал, но беше на еден вид симнување на представа и тоа непосредно пред утрото на одржување. Предходно актерот Владо Јовановски на Facebook напиша: "Почитувана публико, вчера ве поканив на представата Папагалот Историко во режија на Љубиша Георгиевски, а драматизација на Сашо Насев, која требаше да се одигра утре петок 20 часот. Реков, повелете дојдете, додека не е тргната, како никогаш да не била, како никогаш да не постоела, и глеј чудо, Сабајле ме известија дека нема да се игра. Откако дојде животот и слободата во Македонија, не мора да си видовит за да ги гледаш однапред работите, не дека сум изненаден, ова го кажувам чисто за да се забележи." Напиша Владо Јовановски. Објаснувањето на Сашо Тасевски, веде директорот на драмски, беше дека бил продаден еден билет. Да, Мене ми е малку чудно кој купува денес еден билет, или има и такви случаи? па не знам, има, се разбира, дошол некој купил еден билет. Тоа не е спорниот Добро. момент и мислам дека знаете како луѓето со се она што се случува, што гледаме дека се случува во изминативе 4 месеци, едноставно луѓето, како да кажам, превенираат, се плашат. Пред тоа Владо имаше уште еден повик
за луѓето да дојдат да погледнат представата. Официјалното соопштение е дека имало само еден продаден билет. Видете, представата не е симната од репертоар за волја на вистината, тоа мора да се каже. Веќе е на репертоарот на 31 октомври закажана е представата. Она што според мене се одложували порано представи. И во мојот мандат се одложени 4-5 представи. Имаше еден малку несреќен... Имаше неподобни актери внатре, затоа? Не. Едноставно се работи за живи луѓе, може некој да се разболи, па не можете да го замените во соодветно време, или пак едноставно нема да ви дојде публика. И тоа е исто легитимен. Едноставно има представи кои што не се играат за 15 или за 20 души. Има представи што се играат и за 5 души. И тој момент не е спорен. Единствено јас, според моето мислење, мислам дека само одлуката за одложување на представата е донесена прерано, затоа што вие никогаш не знаете, особено кај нас. Не е ова Москва, не е ова Белград, не е ова Софија, каде што ќе си купите билет до 12. Се разбира. Кај нас сите во театар доаѓаат во 5 минути до 8 часот. И не знаете колку билети ќе продадете за представата да се одржи или да не се одржи. Во другите центри тоа не е така. Вие во Москва мора да се купите 4 месеци однапред билет, 5 месеци, и тоа за вас е настан, случка, и која што ја чекате со нетрпение, и вие ќе се појдете во театар час и половина пред да почне представата. Таму е сосема поинакво уредувањето, има паузи огромни каде што можете да се послужите, да јадете, да се... Тоа се некои нешта кои што јас, додека бев директор на Драмскиот театар, се обидов да го направам во неколку наврати, се разбира не со јадење, меѓутоа да можат луѓето да останат со по една чаша вино после представата во фоајето на Драмски, да направат некаков разговор, да се социјализираат, да споделат некакви своји мисли за представата, меѓутоа некако тоа кај нас многу тешко функционира, и тоа е единствениот спорен момент за мене во однос на Папагалот историја. Тоа е друго, накусо ново во Драмски, па да продолжиме со другите прашања и дилеми. Не знам, јас моите информации говорат дека од програмата за која што исто сум обвинет од министерот дека сум ја поднел без согласност на управниот одбор, а управен одбор од 25 април нема 5 членови во Драмски театар, едноставно нема можност полноправно да одлучува. И во моментот, јас на 16 јуни имам упатено итно барање до министерот за култура, Роберт Ладјозовски, да назначи барем внатрешни членови во Драмскиот театар, со кои што управниот одбор би можел да донесува полноправни одлуки. Бидејќи не ми назначија управен одбор, јас сите 14 проекти кои што стаса и кои што беа договорени, ги препрати во Министерството со пропратно писмо. Во писмото буквално се вели, под точка 1, дека бидејќи немам управен одбор, ги препраќам сите проекти што се договорени, и по точка број 2, бидејќи мојот мандат истекува на 28 ноември, оставам шанса новиот директор во овие 14 проекти, според негово видување, да ја определи програмата за работа на Националната установа Драмски театар за 2018 година. Арно, ама, јас моите информации говорат дека ниту еден проект од програмата што јас ја понудив нема да се земе во обзир и да се разгледува за програмата за 2018 година. Тој ќе биде на тоа место? Веројатно ќе има нова програма, новиот директор ќе направи нова програма и со таа програма ќе конкурира пред Министерството за култура, иако можам да го... нова програма промени во репертоар? Тоа значи дека од овие 14 проекти ќе бидат комплетно променети со некои нови. Не знам колку, 5, 6, 7, појма не. Да се наснимаат нови представи за толку кратко време? Нема, тие не се снимаат. Знаете, тоа е само предлог програма за работа. И Министерството потоа определува 4 или 5 или 6 представи кои што се работат во текот на 2018 година. Има се разбира време да се направи нова програма, правењето програма, иако тоа мошна комплексна и мошна тешка работа. Тоа не се прави за 5 дена. Програма за работа за цела година не се прави ни за 5 ни за 7 дена. Моето најдлабоко разочарување кај еден проект особено, 2 години ја договарав најдобрата млада босанска режисерка Селма Спахич.
Селма Спахич, сега гледавме незина представа на МОД, која што победи на Националниот босански фестивал. И после 2 години преговори требаше да работи представа за дечките од Велес, кои што со фейк ньюс, нели наводно му помогнаа на Доналд Трамп да извојува. Да. Една многу актуелна тема, еден многу интересен режисер, веројатно еден од водечките на Балканот. Единствено тој проект ми е вака да речем премногу труд имам вложено во него за да успеам да го договорам, за да успеам да ги донесам луѓето, да ги договорам луѓето. Едноставно така да се тргне, мислам дека едноставно е во најмала рака некоректно, се надевам дека новиот директор ќе направи подобра програма до ова што ја. Што е во прашање, затоа и прашањето на вечерашната дебата е дојде ли животот во културата? Суета е во прашање или пак нешто друго? Ќе зборуваме подоцна. Арна Шијак, освен во Животот е прекрасен, со мала, но значајна улога и во мюзиклот Тајно моја. Во македонско перибалет, да? Да, ако Папагалот историко е само одложена поради недоволен интерес, Тајно моја е укината од програмата за оваа година поради недостиг на пари. Нема да се одржи ниту балканската турнеја. Такво е официјалното објаснување оттаму. Каков е твојот коментар? Може само да ми биде криво, бидејќи за жал овој исход на некој начин лебдеше во воздухот уште и пред да излезе самата премиера на представата. Значи некако беше идејата дека ќе се работи на ваков проект, не беше некако добронамерно прифатен од фелата во која што сме. Од старт се манипулира некои други работи и се оддалечуваше фокусот практично од уметноста. Веројатно, ми е многу криво што сега не е вечерашен гостин и режисерот на тој би бил можеби најповикан да ви одговори на ова прашање. Меѓутоа јас од позиција на човек што учествува во проектот за Тони Михајловски, да, можам да ви кажам дека бивајќи дел од проектот, гледајќи ги дечкиве што се талентирани кои што беа уствари главните звезди во Тајно моја, можноста да се почне и да се врви по сосема нови во нови правци, нели, мюзиклот не е жанр кој што лесно се породува. А тука има повеќе љубов, нели, колку да се сефтоса нештото, при тоа се инспиративен лик, добронамерен лик и човек што ја љуби Македонија, тоа е Тоше. Значи, мене ми беше, да се вратам се на приказката, фрапантно и тажно во исто време, што луѓето почнаа да го проституираат подготвувањето на овој проект визави луѓето кои што го подготвуваат. Дали ме разбирате? И практично судбината на проектот Тајно моја се огледуваш уште тогаш. Во тие недоветни џапања на бабиците. Бабиците треба да се со љубов полни, а не да се степаат околу да се агресивни. Не, они не се тепа околу акторството, они се тепа околу, барем таков беше впечатокот, на некој начин да се осуети ако може пред да се роди. Јас, ако не се лажам, Македонската опера и балет има најавено премиера наскоро, така да овој делов со финансиските ревизии, со парите, мислам дека не е баш малку на стабилни нозе поставен, нели? Мислам дека имат најавено премиера наскоро Македонска опера и балет. Така да официјалното објаснување не достигале, односно имало само 20.000 евра, што било недоволно. Не, тоа е официјалното објаснување, ако не се лажам, за балканската турнеја. Ако што проследив по медиумите, продуцентите кои што сакаат да ја однесат представата во Белград, во Загреб и во Сараево, не, во Љубљана, Загреб и Сараево, мислам дека ги обезбедиле сите останати средства за турнејата, што значи покриен пат, покриени дневници, покриени спиења, а Министерството за култура, односно Македонската опера и балет, да не се лажеме, Министерството за култура е секогаш тоа кое што ги покрива парите, има влог само од 20.000 евра. Знаете, тогаш снимнати од репертоар? Не мора да се одржи балканската турнеја, да, може да игра тука, нели? Сега претпоставувам дека тука се хонорарите кои што треба да ги земат луѓето кои што играат, кои што се од страна, ако постои таков, ако е тоа се проверливи цифри, ако е тоа евентуално причината зошто. Знаете како? Ние сме
мала култура, во смисла ние сме мал народ. Нам секоја презентација надвор многу ни значи. Тоше Проевски беше, јас никогаш не сум го слушал Тоше Проевски, ама како да ја кажам, не можам да кажам дека Тоше Проевски никој не може да каже дека не беше балканска звезда. И луѓето велат дека доколку не се случеше тоа што се случило, со потенцијал да стане европска звезда. И светска. Сега, кога имате еден таков производ кој што се бави со музиката која што е создавал Тоше Проевски, мислам дека е малку невкусно да не се обидете да го продадете секаде. Ја тоа го знам затоа што знаете какви напори треба да се направат за една представа да извадите надвор од Македонија. Тоа се преговори со месеци, мислам. Едноставно тешко да тие работи. Не е тоа се така едноставно како што изгледа. Добро, затоа спомнав пред малку подобни актери, подобни режисери, подобни луѓе во културата и дали може културата некако на некој начин да се заштити од политиката. Еве вака, во владината програма актуелната влада по делот што се однесува на културата, ќе цитирам еден кус дел, па ќе ви дам можност да го прокоментирате. Вели вака, власта на ВМРО ДПМН ги зароби театрите во автократски и партиски концепти. Раководните органи ги избира Министерството исклучиво врз принцип на послушност. Назначените директори добиваат ексклузивно и дискреционо право на одлучување за кадровски и програмски решенија без консултација со управниот одбор, стручни лица или пак со ансамблот. Тоа доведе до недостојни репертуарни политики, при што театарот ја загуби својата функција на круцијална уметничка практика и важна обштествена вредност. Арна коментар, дали МНТ ја загуби својата функција на круцијална уметничка практика и важна обштествена вредност? Дали во времето на Роберт Велјановски имаше подобни представи, неподобни актери, повеќе подобни режисери? Како се форсира? Како се врши таа селекција? Форсиравте ли? Вака, мислам... Ај поред еве на поред МНТ да каже, МНТ доби нов објект, беше многу критикуван и тој проект. Да, с тоа ви кажам, кај нас постои некако негативна тенденција од самиот старт, уште пред да се реализираат нештата. Тоа е погубно. И така ќе тапкаме малце подолго во место, него ли да движиме напред. МНТ сведочи своевидна ренесанса, не знам како да ви го кажам тоа. МНТ кој што кубрел за стариот театар, сега говорам, со публика, ради погрешно водена маркетинг политика или, не знам, помалку инвестирано во театарските проекти, Блесна во сиот сјај. Блесна во сиот свој сјај. Врз база на честната амбиција, и тоа амбиција дури малце и престрог збор. Љубовта што ја чувствуваа сите негови вработени и хонорарци и луѓе на договор од прв до последен. Претходниот директор Дејан Пројковски имаше усет, пошто барем луѓето што ги донесе насловите што се родија, беа светски проекти. Електра, која што е сега непосредно во МЕС, Дарија Ризова ја однесе наградата за најмод актер. Значи, каде и да одиме, ние ги собираме наградите. Електра. Соларис, за жал, немаше некоја поблагословена иднина, меѓутоа беше светска представа. Животот е прекрасен. Јас стварно ја замолувам публиката која што не дошло да ја види, да си се разборчи пред сама себе да дојде. Имате различни представи кои што Маестрот и Маргарита. Го имавте мюзиклот Чикаго кој што иако можеби беше почнат и работен на потешкиот начин и како мали Џокица замишља, а не како би требало да биде, но сепак имавте еден врвен проект кој што не знам, баш би сакала да знам зошто го нема на репертоарот. Така што барем за мене можам да ви тврдам дека беше еден јуриш искрен и автентичен од страна на сите вработени да си ја спасиме културата. Ако МНТ доби нијанса на исполитизираност поради новиот објект што се градеше, па навлече негативни коментари поради тоа, што се случи со Драмски? Дали Роберт Велјановски беше етикетиран како партиски послушник, како вели овде избран во Министерството, или пак театар комедија, еден нов проект кој така се роди нов театар, се вработија нови луѓе, но негативниот имидж кој се оби да се залепи, дали беше тоа поради предчестиот настап на директорката, на пронешната директорка Јелена Жугич и незините коментари на социјалните мрежи. Зошто некои убави работи што се случуваа во општеството се дозволи така да се исполитизира? Знаете како?
премногу празни флоскули и фрази. Ниту ВМРО ДПМН ја ги исполитизирало театрите, ниту ниту ги заробило, ниту директорите биле султани по театрите, ниту пак кадрите што ги регрутирале директорите биле бирани по некаква припадност. Еден еклатантен пример. Двајца од луѓето што јас сум ги донел во Драмски, едниот сум го донел, јас по моје инсистирање, од Прилепскиот театар, со трансфер во Драмски театар, и еден од луѓето кои што јас сум ги примил на оглас, сега се во управниот одбор на Драмски театар. Како тоа нагло ги променија своите погледи на свет, своите политички провениенции, и тие луѓе не. Од секогаш биле тоа што се. Видете една работа. Јас во едно интервју сега скоро изјавив дека се уште се нема родено маж, што актерите на Драмски ќе ги вкалапи во некаква политичка структура. Освен по собствен избор. Во времето на најлутиот комунизам, на шега на смеја, во Драмски имало демохристијанска фракција. Кои што си имале своји ставови за театарот, за уметност. Не. Значи, секогаш бил и сакате да кажете дека останува Драмски автономен остров на слободата во... Значи, секогаш. Театрите, видете. Прво, на крајот на криштата, јас помалку се бавам и со образовна дејност. Професор сум, предавам глума, предавам... Да, на ЕФТА сега, понајново се вика, и сценски говор со техник на глас. Премисата да создадете некој што ќе личи на вас е крајно погрешна премиса кога се работи за актери и за луѓе што се бават со уметност. Вие мора да создавате слободоумни творци кои што своите пориви, своите ставови ќе ги искажат на сцена. Како тоа би можел директорот да го партизира Драмски театар? Одма у старт ви кажем дека во Драмски театар има само 4,5 поддржувачи на политиките на ВМРО ДПМН. Тоа е едната. Тоа половината ме буни? Пола. Неопределен. Еден неопределен имате. Добро и тоа. Не, има повеќе неопределени за волја на вистината. Од 2014-та, јас бев назначен за ВД директор на 4 март 2013 година и ја спроведов комплетната програма која што беше програма на Драмскиот театар од претходниот директор кој што за жал почина. Не мислам дека светот почнува од Роберт Велјановски, не мислам ни дека ќе заврши. Фала му на Бога за таа работа. Од 2014 година, значи 2014-та, 15-та, 16-та, 17-та година, секоја година има јавен оглас. Јас сум спроведувал јавен оглас. Знаете како бев распнуван во Драмски заради тој јавен оглас? Од ансамблот? Од ансамблот. Како тоа секој ќе дојде, ќе понуди што сака да работи? Роберт, да. Ќе довршиш мислата? Да, ќе довршам. Ги поканувам гледачите да останат, да ги слушнат ставовите на Арна Шијак и на Роберт Велјановски по кусата пауза за реклами. Еве назад во студиото продолжува разговорот со Арна Шијак и Роберт Велјановски. Го прекинав Роберт во сред реченица за кусата пауза за реклами. Роберт, памтиш кај застана? Да, памтам кај застанав точно. Не, се си е во ред. Значи, во тие 4 години имало секоја година јавен оглас за луѓето да се пријавуваат. Значи, сум трпел страшни критики, затоа што ме убедувале дека така не се води театар. Напротив, јас мислам дека така се води театар. При тоа се разбира, имало точно определени критериуми какви представи му се потребни на Драмски театар. Потоа, целата таа процедура првата година одеше на уметнички совет на Драмски. Вие знаете колку долго трае таа расправија, што би можело да помине во Министерството за култура, што не би можело да помине. И на крајот, управниот одбор ја верификува програмата што директорот ќе ја предложи. Така да, приказните за тоа дека директорите биле узурпатори и дека се бавеле со луѓе само од една политичка провениенција е апсолутно неточно. Јас во Драмски театар за 4,5 години не сум прашал човек за кого гласал. Не ме интересира едноставно. Не зборуваме за тоа. Прашањето конкретно е, кога прашувам за подобни и неподобни, велам во смисла на тоа дали во ваше време Љубиша Ѓоргиевски како десничар
беше повеќе форсиран како режисер. Или Тони Михајловски исто така како човек кој ги бранел позициите на десницата во изминатиот период бил повеќе ангажиран и повеќе исто така глумецот Владо Јовановски. Мислам Или обратно сега. Прво. Сега ќе видиме како ќе биде. Допрва ќе видиме како ќе биде. Прво, ако Љубиша Георгиевски конкурирал на јавниот оглас, апсолутно влегува во конкуренција, така? На крајот на криштата, Љубиша Георгиевски е најголемиот жив македонски режисер. За Љубиша Георгиевски, тој не треба да оди ни на конкурс во министерство. Имаме ние такви луѓе кои што не треба да одат на конкурс во министерството. Меѓутоа, такво ни е устройството. Сега ќе ви понудам една ексклузива. Па сега нека ме распнат другите. Оти сум ја, нели, како ме трујат на Фейсбук, многу погрдни епитети за да бидат јавно искажани. Имаше оглас за примање на двајца режисери во драмскиот театар. Јас, со тогашниот уметнички директор на драмски театар Румен Смуратовски, во 2-часовен муавет се договоривме ние да им се јавиме на двајца луѓе и да ги поканиме тие луѓе да бидат вработени во драмски. Тргнавме од наједноставната премиса. Кои луѓе се најдобри да дојдат во драмски? Кои луѓе се најдобри режисери во моментот? Знаете на кои луѓе им се јавивме? Ово никаде го немам јавно кажано. Ово го знае Рубенс и го знаат уште 2-3 можеби. Ќе кажете? Ќе ги кажам, да, двајцата. Едниот е Иван Поповски. Јас му се јавив во Москва. Иван Поповски, со сета моја добронамерност, рече дека нема намера да се враќа во Македонија. Јас извинувам, јас како директор на драмски сум мислел дека треба во драмски да го донеса најдоброто. Вториот е Александар Поповски. Човекот кој пошто после 5 месеци одби да режира добиен проект во драмски театар. Со Александар Поповски беше во канцеларија, правевме муавети. Во еден момент реши дека не сака да се вработи во драмски. За каква политизираност и партизираност говориме во драмскиот театар? Кажете ми, Александар Поповски е човек кој што отворено ги критикуваше, ги плукаше политиките на ВМРО ДПМН. Вие мислите дека мене Елизабета Канчевска Милевска или па Никола Груевски ми се јавувал да ми каже како да го водам театарот? Какви се тие глупости? Ви се јавуваше министерката? Ви се молам, министерката во драмски била 3 пати. Ќе замолам. На премиера или службено? Еднаш на еден работен состанок, 3 пати на премиера и еднаш за 27 март, светскиот ден на театарот. Не остана да ја догледа представата, имаше други обврски. Никола Груевски бил во драмскиот кога сум јас директор 4 пати, 2 пати на премиера на театар комедија, бидејќи во првата година и пол театар комедија беше заедно со нас пред да се пресели МНТ во новиот објект, па тие да го добијат објектот на МНТ, и уште 2 пати на премиери на драмски театар. Вие мислите дека тие луѓе имаат време да се бават со директорите кои што се бават со театрите, или дека некој влијаел врз моите одлуки која представа јас мислам дека треба да се понуди да се работи. Тоа се работи кои што се апсолутно под секое, тоа се муабети под секое ниво. Тоа беше така до пред 1 јуни, сега од 1 јуни имаме нова состојба. Сега ќе прошетате по бифеата во македонските театри и ќе видите колку од луѓето кои што се во самиот врв на Министерството за култура седат по бифеата во македонските театри. Па да видиме кој тоа како партизира. Што прават тие луѓе? Работат нешто? Или ако се дојдени на работа, им влијаат на директорите што да работат? Така да, знаете, паричката има аверс и реверс. Јас само се плашам дека на крајот ќе испадне дека сето она што имале наум да го прават, само го проектираа во некои други средини. Вие мислите дека Никола Груевски го ангажирал Жолдак да дојде во Македонскиот народен театар? Мислам, какви се тие... Вака, новата влада вели вака, ние ќе ја вратиме автономијата на одлучувањето и во однос на раководната структура и во однос на програмата. Пресудниот збор ќе го имаат представничките тела на самиот ансамбл, кои ги носат одлуките врз база на компетентност и предложена програма. Супер, се враќаме во времето на најдобриот комунизам. Значи, ансамблите ќе одговараат и ќе решаваат за политиката на театарот. Благодарам, се извинувам што ја прекинав.
Ќе ја вратиме важноста на уметничките совети во театрите и ќе воведеме јасна дистинкција во ингеренциите на директорот менаџер и уметничкиот директор. Сега немаше дистинкција кој што работи? Не, имаше и досега. Јас се извинувам, Арна. Јас малку сум поопштирен, Малку сте доминантни вие, мажите. Да. Се шегувам. Вини Арна, Роберт го узурпира времето како поранешен директор на ова. Јас ќе прашам еве сега, дали во изминатите години имаше чувство на некаква цензура, на некаква партиска фаворизација на одредени личности како режисери, актери или нешто друго? Не, затоа што единствениот впечаток што јас го имам е дека се работеше многу. Се работеше со љубов и се работеше со желба. Оптимисти Затоа што дека може да работевме- ќе продолжи таквото темпо? Ако се договараат вистински потентни автори на денешницата, кои што имаат и како што да кажат, од кои што имаме и како што да научиме, апсолутно да. Значи, патеката е поставена. Сега, дали ќе се собуваат чевлите така, кога ќе се згазне врз тепихот или ќе го валкаме, ќе видиме. Да се биде актер, како тоа гордо звучи, или не баш? Се врати достоинството на професијата во изминатите години, бидејќи критиките беа дека актерот е сведен на, како се викаше, имаше една дефиниција во новиот закон, бил сведен на работ... Да, има една Културен формулација. работник. Не, има една формулација давател на јавни услуги. давател на јавни услуги. Да. Значи, околу достоинството на професијата. Како е да се биде глумец денес? Може да биде поубаво. Мислам, убаво е, јас барем ја наоѓам смислата во секој успешно завршен проект. Проект кој што ви кажав е на страната на скомрасите, не е на страната на страјка пауз актерите. Но, далеку сме од достоинството кон кое што чезнееме и тежнееме. Пред се случува да сме понекогаш на сцената многу ефтини. Значи, ние сме национален театар. Во национален театар предпоставувам дека треба да имате, ако ништо друго, малку поквалитетни хулахопки од најефтините, малку поквалитетна шминка од најефтината. Дали ме разбирате? Значи, кога ќе се постават работите, еве, конкретно сега говорам домаќински, сите сектори, значи не само уметничкиот, него и оној другиот, оперативниот, кога ќе се подстегне, верувам дека чувството на актерите визави достоинството ќе биде многу посреќно. Сега за сега има уште струни за опружување. Јас само јас од ова што го прочитавте во програмата ќе поддржам само едно нешто. Јас и иако знаете како луѓето мислат дека ако не говорите се јавно, ако не излезете на телевизија и се да кажете, дека тоа никаде не сте го кажале и дека тоа не постои. Во делот на автономијата на одлучувањето на директорите, јас давам потполна поддршка од една многу проста причина. Знаете како? За да процените некој како работи, треба, се разбира, да му дадете слобода да работи и да речеме, за драмскиот театар оваа година следуваат 100 денари. При тоа, тие 100 денари да има можност директорот сам да ги распределува. Дали ќе оди на европска турнеја, дали ќе работи 12 представи, дали ќе работи една представа, која што ќе смета дека треба да биде сработена. Само во тој дел јас давам апсолутна поддршка на програмата од кој што дел Јас како пателец би сугерирала нешто да се достават во програмата. Тоа е дека секој актер, визави достоинството, малку само да се вратам на муабетот, многу би му било драго кога би знаел дека челникот, Веле Штрумфот на таа институција води неподвоена сметка за секој член на таа институција, значи за секој член од ансамблот. Да знаат дека ако Роберт ти си изиграл годинава ова и ова, ти недостига ова и ова во биографијата. Да. Тебе ти недостига ова и ова, значи се нема чувство дека некој се грижи за нашите лични кариери. Дали ме разбирате? Бидејќи актерот е на некој начин осуден од огласната табла, како ќе ве одберат, кај ќе ве постават. Вие не седите на маса со режисерот, така? Да. Вие бивате избран. Но, оној кој што може да се погрижи за тоа каде, колку ќе бидете бирани, е Веле Штрумфот на куќата. Е тоа нешто кај нас мислам дека генерално недостига. Се фокусиравме премногу на театарот, иако на почетокот најавив неколку настани што еве овие 4 месеци од доаѓањето на новите лица на позиции во сферата на културата ја брануваат повеќе или помалку јавноста. Се осврнавме на две, за папагалот историкот добивме објаснување и од поранешниот директор, еве
на некој начин се враќа представата на програмата. Не, таа не беше ни симната сега, за волја на Беше вистина. одложена. Апсолутно. Збор е одложена. Она што е Тајно моја е, рековме, одложена, односно до крајот на годината ќе ја нема. Тоа сакам да ви кажам, таа осуда се чувствуваш уште тогаш. Дали ме разбирате? Тоа е проблемот. Што треба да се дозволи на нештата да се артикулираат до крај, без разлика на нашите предубедувања. Ние ќе бидеме понатаму жртви на предубедувања ако не се поменат нештата. Конкретно прашам, што е проблемот? Тони Михайловски? Името на режисерот? Имам чувство дека бидејќи тогаш беа актуелни протестите, да си го вратиме малку филмот на назад. Кога се подготвуваше Тајно моја. Постоеше ужасна поларизација меѓу граѓанството, меѓу луѓето. Тенденциозно водена од луѓе кои што сега седат во редовите на Министерството за култура. Мене искрено да бидам малку и страф ме фаќа од идеите што тие ги имаат, или како ќе ги држат сега уздите, пошто има амбиција да влезат таму. Зборуваме за најекспонираните членови на Шарената револуција. Да, во Министерството за култура. За луѓе кои што претпоставам дека веќе за пензија би требало да размислуваат, а не за кроење на тамошни судбини. А уште една тема, исто така за сега култура, за филм, оние кои беа најгласни за слобода и демократија спроведуваат цензура. Обвини актерката Лабина Митевска, оценувајќи дека некои советници на министерот за култура воделе хајка против неа и незиниот последен филм Кога денот немаше име. Митевска дури му пиша на премиерот и го предупреди дека се создава нов режим, уште пострашен од оној кој Заев го рушил. Да, видовте, слушнавте, гледавте, имате коментар, став. Што мислите во однос на тоа? Не, генерално јас не сум го погледнал филмот и не можам да говорам за нешто што не сум го погледнал. Мислам дека премиерата во Скопје сега вечерва е премиерата. Не сум го погледнал се уште филмот. Јас не можам да кажам дали на крајот на криштата ни дали ми се допаѓа филмот. Не дали е квалитетен или не квалитетен, затоа што јас правам јасна дистинкција помеѓу нешто што е квалитетно и нешто што мене ми се допаѓа или не ми се допаѓа. Има многу квалитетни работи кои што мене не ми се допаѓаат, ама не можам да кажам дека не чинат. Не знам дали се создава нов режим. Тоа наскоро ќе го видиме многу еклатантно. Меѓутоа, потегот да не се прати македонски представник за Оскар, за мене е многу поскандалозен од веројатно тоа е дел од приказната. Тоа е дел од приказната. Ако не се лажам, јас еден од режисерите излезе на пресконференција и говореше за филмска мафија во Македонија, што е Горан Тренчовски, што е многу една вака сериозна работа. Некои луѓе се дрзнуваат да бидат поголеми папи од папата. Пропозициите за Оскар се многу јасни. Вие праќате филм, не значи дека ќе ве номинира Академијата, ако не чини филмот. Една од пропозициите, вие да имате во таа година снимено филм. Ако Македонија има 2 филма снимено, зошто не прати еден? Да се обиде, да влезе во конкуренција. Од кај знаеме ние како тие луѓе таму ќе ги проследат тие дела. Особено што двете теми се исклучително скокотливи теми. Едната е за 5 струмички студенти, другата е за некои нешта кои што ни се случуваат тука во близината на Смилковско езеро. Така да не знаеме како тие нешта би прозвучеле на друго место. Ние тие работи ги гледаме со други очи, нели? Затоа прашувам дали се проблем Тони Михайловски и Игор Дурловски, можеби? Нели во негово Да, исто е моја поставена. Видете, Дејан Пројковски во МНТ. Видете, ако се луѓето проблем, тогаш не луѓето, имињата, односно се разбира, имињата на луѓето. Да. Ако се проблем, тогаш нивните ставови ниту артикулирани во претходниот период. Ниту урнале режим, ниту ќе урнат режим. Создаваат режим. Ако е тоа главната звезда водилка која што ги води да ги влечат потезите. Мислам дека се случува една многу валкана игра на сите полиња. Меѓутоа, не мислам дека тоа така лесно ќе заврши и дека лесно ќе им поминуваат работите. Не мислам. Добро, кои се генерално плановите? Имате ли информации, контакти што ќе се случува, што е на планот за МНТ за наредна година? Што е Не, за драмски не знам јас што е. Ова што јас го правев како програма,
Како директор не дочекавте да го видите вашиот матичен театар во нова зграда? Не, Ќе жал. дочекаш ли како актер? Ќе играш ли во нова зграда? Јас се надевам да. Ќе продолжи ли Иако- тој проект или и тој проект ќе биде запрен? Тој проект во моментот е запрен, се прави исто ревизија. Гледате како повторно се среќаваме со зборот ревизија. Ревизија е веројатно збор за кој што сакате нешто да се стопира, онда вие ревизирате. И го викаме Хлестаков да не се појави од негде и да не биде ревизор. Ете така. Јас имав, видете, една работа. Јас 4,5 години бев директор на Драмскиот театар и проектот за изградба на Драмски театар генерално се правеше додека бев јас директор. Немам директно влијание во тендерите и во тоа, меѓутоа имам и какво влијание во однос на обликувањето на зградата, во однос на обликувањето на содржините, се она што е потребно за еден театар. И јас со полно срце стојам за тој проект. Сега скоро пред 5-6 дена ми се јави од Министерството за култура една господја правник, ме препрашуваше некои работи и јас апсолутно, прво како вработам од Драмскиот театар, второ како човек кој што безмерно го цени и го сака Драмскиот театар, немам намера да обструирам било какви дејства да правам кои што би воделе во насока да се спречи изградбата на Драмски. Напротив, сметам дека Драмскиот театар заслужува да има нова зграда. Мислам дека проектот е одличен. На крајот на криштата, цената која што е постигната за изградба на Драмскиот театар е повеќе од поволна. И мислам дека треба да се изгради. Не сум сигурен дека ќе почне наскоро. Дали стивна реакциите околу изгледот на новиот објект во МНТ? Дали и оние што беа на почетокот скептици, незадоволни што го критикуваа, сега со кејф играат на новата сцена? Луѓето што сме внатре, никогаш немавме проблем со естетиката на театарот, бидејќи условите што таа ги нуди се навистина светски. Без разлика на политичката определба на актерите внатре? Апсолутно, затоа што тамам работа да се сапите на тој начин. Мислам, нормално кога се работи уметност, политиката може да си најде место во бифето или на улица или каде сакате, но на сцена тамам работа која бркаме неизе. Една многу важна работа, јас извинувам само за да не заборавам, извини Арна, политиката и уметност. Видете, луѓето што разбираат театар, ќе ви речат вака. Ниедна власт нема потреба да забрани било која представа од само едно со само едно просто образложение. Вие и да ја правите најпротив владината представа. Таа представа ќе ја видат 350 луѓе. Таа представа ќе помине брилјантно, луѓето ќе доживеат катарза и потоа кога ќе заминат дома, нивниот отпор кон владата ќе биде помал. Од тие соображенија, никој, мислам дека, барем јас, значи не сум се бавел со тоа каква ќе биде политичката порака на представата. Вие мислите дека ја не знам да ги читам пораките кои што ми ги правеа режисерите додека бев директор? Ама тоа беше нивно видување и тоа е нивно право. И јас стојам зад секоја една од тие представи. Без разлика дали биле про, дали биле против. Јас стојам за секоја една од тие представи. Знаете што е фрапантно? Фрапантно е игнорирањето на луѓето да стапат во театарот. Значи, однапред се детерминирани дека тој театар е, не знам, режимски, ВМРО-вски, златно јајце, и се лишуваат од врвни естетски, па и животни искуства. И навистина е тажно што Уште е така? уште е така. Се уште има одредени структури луѓе кои што тврдоглаво одбиваат да просто го преминат прагот на Македонскиот народен театар. Па поминете по булеварот пешки и ќе видите дека се уште се чувствува рејата од тоалетите во стариот театар центар. Ајде уште една куса пауза за реклами, па продолжуваме со финишот од емисијата и уште две многу важни прашања кои досега не ги добив. Дојде ли животот во културата во Македонија? Дел од владината програма, односно главните цели на новата влада, што се однесува до културата се, ќе ги прочитам накратко: деконтаминација, санација и нормализација на културниот систем од штетните последици од неодговорното владење на ДПМН,
културна трансформација, реформа и европеизација согласно прогресивните трендови и политики, ослободување на творечките потенцијали на уметниците, промовирање на можности за секој да може да искуси култура, да учествува во културните програми и да ги развие своите креативни можности. Ова се цели во програмата на СДСМ за периодот 2017-2020. Сега веројатно предочена во владината програма. Кус коментар, Арна Шијак, ослободување на творечките потенцијали на уметниците. Тоа се Мене ми звучат прилично општо. Многу општо се слагам со констатацијата. Како беа заробени вашите творечки потенцијали, на вашите Значи, твоите и на колегите во МН? Се надевам дека ничи творечки потенцијал нема да е заробен, бидејќи единствениот начин за такво робство е отсуство од сцената. Значи се надевам дека таква клима нема, бидејќи барем ево од непосредното искуство да не ја паметам. Се надевам и дека нема ни да искусам за да ја запаметам. Како беше почетокот од Деконтаминација. Деконтаминација и тоа ми нормализација на културниот систем од штетните последици од неодговорното владење. Тоа е на послеатомска. Еве конкретно во мојот театар ние никогаш не сме исполнувале никаква ничија политичка агенда. Значи ова е театар, ова е уметност. Билфилд би ме прашал за океанот. Дали океанот има зидови? Па зашто не? А зашто не ги наместува? Не разбирате, не смееме да сме со ѓулиња на екстремитетите. Значи, веќе ова веќе тенденциозно говори, веројатно и мене би ме плашало ако е идно обликување на разбирате нешто што во еднина некој друг треба да го деконтаминира. Црните тефтери не се пишани овде? Ги имали во Ги паметима, бидејќи беа јавно искажувани. Имаше луѓе што јавно искажуваат дека водат келеш тефтери, црни тефтери. И таму се чкртнати актери кои не треба да играат или како? Па претпоставувам да. Може би кои што не треба да дишат воздух, кои што не треба да живеат, претпоставувам. Не знам. Они си знаат. Тој што си го правил тефтерот, тој си знае со каква намена го прави тефтерот. Ама мене ми е страв кога тој што си го правил тефтерот, не му секнува амбицијата и сака и понатаму да одлучува за туѓи судбини. Ама тоа говори за нив, не говори за никој друг. Тоа говори само за тие луѓе. Дефинитивно е така. И дефинитивно на крајот од денот, кога нели сите ќе се простуваме од овој свет, вајде ќе имаме некаква совест што вакви или онака ќе не потчекне, некој повеќе, некој помалку. Но сепак, немаме време за губење, не разбирате за никога. Ке мора да направиме уште една пауза. Микрофонот на Арна Шијак ме предупредуваат од режија дека трокира, можеби до гледачите не стасуваат оваа последна реченица како порака. Куса пауза со џингл за да го смениме микрофонот.